Uništeni drvce i skubani grmuški, trajno oštetuvanje na nasadite soborovinki i šipinki se evidentirani na Podračijeto, na Kočani i Probištip. Sostojbata je prisutna reči si sekoja godina nova, neodgovornite berači na šumski plodovi vo nekoj delovi ostavile pustoš zad sebe. Ova je rezultatna trkata da se sobere što je možno poveke plodovi, pa vo nekoj slučaju ne se čeka isti od da sozreje ili se korna celi grmuški, što doveduva do trajnog gubenja na nasadite. Sostojbata osobeno je izrazena kaj borovinki, te čija berba bi trebalo da započne vo vtorata polovina na avgust, no na teren borovinki veke reči si i da nema. Del se obrani, del se uništeni, poradi što od šumskото stopanstvo Osogovode Novive izlegоа со апел. Апелираме да не се уништуваат боровинките, бидејќи имаме масовна појава на нивно рано собирање и уништување и веќе на тие места следна година имаме намалување на количините. Стои во реакцијата од Осогово. Инаку на територијата на Кочани и Пробиштип во текот на оваа година биле издадени 71 дозвола за собирање шумски плодови, од нив 25 се во општина Кочани, а 46 во општина Пробиштип. Најмногу на планинските предели на овие две општини се собираат боровинки, шипинки и плодови од модра смрека. Сите физички и правни лица кои сакаат да собираат шумски плодови, како и откупувачите, мора да бидат регистрирани и да имаат дозвола за собирање на истите. Пријавувањето и регистрацијата се врши во подружниците, каде истовремено се добиваат детални информации за целокупниот систем на одржливо користење, контрола и законски обврски во оваа област, со фирми кои што се регистрирани за собирање на шумски плодови. Вообичаено подружниците склучуваат и договори.